civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, со нас е пратеникот Зеки Рамчилович. Ви благодарам што прифативте да учествувате на ова интервју. Па веднаш би почнале со прашањето во однос на вчерашните инциденти кои што ги објавивте вие на вашиот Facebook профил во врска со пратеникот Левков. Па може ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа? Најпрвен добар ден, благодарам за поканата. Чест ми е што можам да поразговараме на актуелни теми. Меѓу другото, кога викам баш актуелни, и нешто што се случи пред ден-два. Поточно на Комисијата за европски прашања, каде што носевме закон кој што нема баш апсолутно никакви врски со одредени, да кажеме, работи кои што доведуваат са некои внатрешни прашања, туку се повише беа во прашања технички работи, односно морам да споменам, значи дискусијата беше во врска со предлог амандманот на господинот Левков за влегување во законот рок, задолжителен рок до институциите кои поднесуваат извештаи до собранието да тоа биде до 31 март. Меѓутоа, дел од амандманите ние и ги прифаќавме. Нормално е секогаш кога е нешто во ред, коректно и што е за подобрување на законот, нормално е дека ќе се прифати. Меѓутоа, во случајов тоа е дефинирано со друг закон, каде што сите институции на некој начин сите институции се задолжени своите годишни извештаи да ги доставуваат до 31 март, значи наредната година. И сметавме дека тоа е непотребно да има да се повторува и во овој закон. И тука беше таа дилема дека тоа што беше моја, можеби што испровоцира реакција, дека сепак и ние како пратеници треба да бидеме самокритични, за тоа што за жал, и јас повторно ќе кажам, тука некогаш има објективни, меѓутоа некогаш се и причините врзани па и со блокади од опозицијата, да голем дел од извештаите седат и по 2 години во собрание, во собраниска процедура, каде што ние не наоѓаме начин да ги поминеме и да ги завршиме, да ги усвоиме, да продискутираме, да видиме во тие извештаи што има, што е добро, што е лошо, за да можеме на некој начин да видиме и дали законски, дали на друг начин да се реагира, се со цел да институциите работат подобро. И тука ми беше дилемата мене едноставно да бидеме и ние малку самокритични, а веќе тоа и постои во друг закон. И тука беше реакцијата дека на некој начин јас со тоа ги штитам институциите и владата, што не е воопшто, мислам, не е врзано едно со друго. И тука околу тоа се наметнуваат многу тези околу целава ситуација кај нас што е кризата и секогаш некако се наметнува од опозицијата дека ние сме виновни за се што се случува и да не кажам дури ќе станеме виновни и за жал тоа што и се случува на Украина по таа реторика. И во тој дел јас реков дека верувам дека и институциите, верувам дека и владата ќе го направат најдоброто што знаат и умеат за да полесно ја надминеме оваа кризна ситуација година, де факт е дека е криза, економска криза, која ќе се продлабочува со оглед на случувањата. И дека тука и ние како пратеници исто така треба да го дадеме својот допринос за надминување на состојбите. И тука беше таа закачка околу верувањето, дека јас верувам во владата и веќе тука почнат да се споредува и рационалното со рационалното, верувањето и слично. И меѓу другото тоа што го искажав беше и дека можете да верувате, не знам, во контекст во Бога, во ова, во она, како и рационални работи. И за жал, она што навистина беше така за мене зачудувачки, ајде може би да го земам тоа дека као можете да се крстите у стил тоа дека е како фраза по живењето, ајде дека мислам да не го врзувам дека имало некоја намера, но другиот дел кога веќе тоа се поврза со, не знам, екстремизам или како религиозен екстремист, тоа навистина беше страшно, веќе не можете таков начин, таков говор да употребувате во собрание. Ние сите се трудиме да градиме едно и имаме напредок во тој дел, едно еднакво, поправедно општество за сите. Доаѓате во ситуација да некој веќе на таков начин едноставно го разбрав дека сега е и како провокација
Да не беше тој дел, туку сега, знаејќи која религија сум, од друга страна го врзува со некој религиозен екстремизам, буквално на таков начин беше, религиозен екстремист, пошто морав да реагирам и да побарам и извинување, окей, Ви се извинили? Па, се извини во некоја форма, се извини, меѓутоа, навистина, страшно е да пратеник настапува со таков говор, со таков говор да упатува порака која што јас размислував, пошто вие спомнавте дека е објавена ја објавив на својот фанпејдж, викам да не објавувам, пошто знам дека ќе има реакции, пошто јас имав реакција, дури се почувствував, навистина се почувствував непријатно во тој момент. Дури обично многу сум и пак се воздржав од некои коментари несоодветни, гледам да си го држам нивото пред се заради себе, меѓутоа и заради позицијата која што имам и одговорноста која што имам пред граѓаните, но се одлучив да го објавам затоа што сепак доколку некој непромислено, да кажеме, може да каже такво нешто. Не сакам ни да помислам дека некој намерно сака на тоа да собира пак политички поени со кои што кај дел од граѓаните, со што последиците се многу поголеми и подолгорочни, освен некој си дневно политички поен кај одредена мала група на граѓани. Одлучив да го објавам без разлика, затоа што кога некој може така да се дрзне и така со таков вокабулар, тогаш за да не се случи пак, нека има јавност. Ето, и ви благодарам за прашањето што го поставивте, сепак мора сите ние, значи да се носиме со таа одговорност и многу да внимаваме. Многу повеќе од било кој друг, затоа што луѓето не гледаат и на некој начин тогаш се чудиме. Нема потреба да се чудиме, некогаш и самите се девалвираме така, еден, друг, трет, некои работи се повторуваат во собранието и тоа се придонесува и па често и да кажат, и факт е дека довербата кај граѓаните е мала во собранието, кога ќе видиш и ние самите некогаш се девалвираме со вакви изјави, а правиме голема штета. Пак викам, свесно или несвесно, меѓутоа мора сите да бидеме, значи прво тоа да го ставиме прашање, дека ние сме пак јавни личности, јавни функционери кои што нивната работа е можеби најтранспарентна, можеби и тоа е дело тоа дека што го споменав дека граѓаните имаат најголем пристап, се што работиме е јавно и токму заради тоа мораме да внимаваме на начинот на кој што ги испраќаме пораките, комуницираме и слично. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.